Туристичко-гостителската комора продолжува и денеска со протести, а тие ќе траат се додека не бидат исполнети нивните барања. Од почетокот на пандемијата со COVID-19, туристичките агенции работат со загуба од дури 90% и нивната екзистенција е доведена до таму што голем дел од агенциите веќе затворија. Вработени во туристичките агенции во Кочани го поддржуваат протестот на нивните колеги од цела држава и бараат во најкраток можен рок да бидат исполнети нивните барања. Протестот на туристичките работници ние во целост го поддржуваме и главните барања се помош од државата во вид на бескаматни кредити и на плати, а исто така многу важна точка од барањето се продолжувањето на ваучерите за нереализираните патувања, кои што конкретно тука кај нас во нашата агенција беа дадени највеќе за Грција, знаеме многу убаво, исто така имавме и за Бугарија. Сега има една нејасна ситуација околу нашиот став на владата на Република Северна Македонија околу протоколите и минувањето на границите на нашите туристи. Затоа што јас колку што сум запознаена се уште нема изготвено никакви барања протоколи од нашата влада за премин кон границите. Значи нашите соседи имаат доставено барања, барањата се минување на границите со сертификат за вакцинација од ковид, негативен PCR тест или тест за антитела, и тоа беше спомнато. Сега остануваат на тоа, а дали ќе се реализираат оваа година аранжманите не можеме да бидеме сигурни, затоа што сезоната пак е неизвестна. Вчера на протест излегоа и представници на угостителски објекти, ноќни клубови, ресторани за свадби и игротеки. Сектори кои се најмногу запатени од корона кризата, а сите се со барање на континуирана финансиска поддршка за да се спасат овие дејности кои последната година се пред колапс и се најмногу зафатени од рестриктивните мерки.